почитувани сограѓани, на денешната 9-та седница на Советот на општина Прилеп на дневен ред се неколку точки спорни, бидејќи на дело се гледа штетната и неискрена политика на Социјалдемократскиот сојуз. Едно зборуваат кога се во опозиција, а друго прават кога се на власт. Имено, градоначалникот на општина Прилеп Илија Јовановски во предизборната кампања јасно и гласно вети до граѓаните на општина Прилеп 20% пониски сметки за вода. На денешната седница на Советот на општина Прилеп се изгласани точки на дневен ред со кои граѓаните на општина Прилеп во иднина ќе добиваат повисоки сметки за вода. Имено, цената за водата за пиење останува иста за оваа година, но ќе биде изголемена за 2% за 2019 година и за дополнителни 1,6% за 2020 година. Додека цената за урбаните отпадни води се зголемува од 3 денари на 5,23 денари, што е за 76% зголемување на досегашната цена. Значи, на дело ќе ја видат граѓаните уште наредниот месец оваа неискрена, штетна политика на дело во домовите ќе му стаса лагата на Илија Јовановски, Социјалдемократскиот сојуз. Уште еднаш ќе напоменам, ВМРО ДПМН гласаше против оваа одлука за зголемување на цената на сметката за вода и гласа против неискрените политики на сегашната локална власт. Ова беше ветување пред избори и требаше градоначалникот да си одржи своето ветување. Вака, со оваа денешна одлука, ги излага граѓаните на општина Прилеп. Наместо 20% пониска сметка за вода, сега граѓаните на општина Прилеп ќе плаќаат повисоки сметки за вода. Денес видовме и една фарса. Се презакажа 3 точки се презакажаа, за 10-та седница се закажа. Зошто? Затоа што не можеа да обезбедат кворум, бидејќи еден советник имаше судир на интереси и се случи за 20 минути еден советник да го смени своето мислење. Советникот од Сојузот на Роми треба да му објасни на своите сограѓани, на ромите, како за 20 минути ја смени својата одлука од воздржан да гласа за повисоки сметки за вода, кои ромите и сите граѓани на општина Прилеп ќе ги добиваат од идниот месец па понатаму. Уште еднаш ќе потенцирам. Ова е крајно непринципиелно да се оди едно да се зборува пред избори, а друго да се прави кога се на власт. Да се ветува нешто за кое се знае дека не може да се исполни. Да се ветува и да се дојде на власт со лага. Ова е еклатантен пример како се лажат граѓаните во предизбори. На здравје по високата сметка за вода.